денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Протестен марш денес организираа семејствата на загинатите во пожарот во модуларната болница во Тетово, на кој побараа правда, одговорност и оставки. Средношколците во понеделник се враќаа во училиштата. Летниот период бил искористен за подобрување на условите за учење. Панел дискусија за насилството врз жените. Податоците за гостиварското подрачје поразителни. Протестен марш денес организираа семејствата на загинатите во пожарот во модуларната болница во Тетово, на кој побараа правда, одговорност и оставки. Неколку стотици граѓани во организација на семејствата на жртвите во пожарот во модуларната болница во Тетово преку протестен марш денес побара одговорност и правда. Тие се собраа на градскиот плоштад, од каде се упатија кон зградата на општина Тетово, каде поговорот кој беше одржан само на албански јазик беше фрлано со јајца кон објектот на локалната самоуправа. Толпата се упати кон седиштето на Дуи во Мала Речица. Семејствата на загинатите, но и нивни сограѓани бараат одговори што се случило таа вечер, но бараат и одговорност од надлежните, како на централно, така и на локално ниво. Одма да не чека и да не лежат, да изгора уште други. Туку сакамо поитно да се разбере што е работата. Мене сестра ми изгорело. Да умрела од болеста, ја не би сум дошол овде. Било од Господа, ова е изгорено. Изгорено никому да не даде Господ. Не влагам национална база, барам за народот да се искажат што е, како е работата. Одговорност владата треба, со се председателката од Тетово, што ги дал без документи. Сигурно одговорноста треба да излага што е побрзо. Што е побрзо. Ево недел дена касно, многу е касно недел дена да не земе некој од фамилијата одговорност, да знае се што дешава. Ми е тем близко, неамо од села 2. Па не е проблемот што се изгубил ми од села и од нашата фамилија. Мене ми е жал од сите што бев тамо, и тие што е умрел, и тие што е повреден. Јас, ми као граѓани, го давам најголем богатство што има срце да го давам кај докторот, и тамо нема сигурување нема. Во пожарот кој се случи вечерта на 8 септември во модуларната болница во Тетово загинаа 14 лица, од кои 12 пациенти со COVID-19 кои биле на лекување и 2 лица придружба, додека со помош на медицинскиот персонал и граѓаните беа спасени 12 пациенти. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во вторникот добило документација за модуларната болница во Тетово од Бирото за јавни набавки. А вчера по 14 часот е добиена и од Министерството за труд и социјална политика. Дури денеска истражителите започнале со првично разгледување на истата. Ова го изјави Вилма Русковска, шефицата на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Документација беше побарана не само од Бирото за јавни набавки, туку и од Министерството за труд и социјална политика. Во Бирото за јавни набавки имаше малку документација и ја добивме, мислам, во вторникот. А од Министерството за труд и социјална политика ги ја добивме вчера негде после 14 часот. Така да дури денеска истражителите почнаа со првично разгледување на истата. Утринава се почна со разгледување на документацијата, така да стварно немам никакви поконкретни сознанија. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е надлежно само во делот на јавната набавка. И само тоа ќе се проверува дали се испочитувани процедурите. Ова набавка одела и според посебен закон кој го има донесено владата, и само тој дел, тоа е уствари само наша надлежност, другото не. Тоа е се документи од набавката
Со тоа што колку што имам првични информации од наши експерти ја направиле техничката документација, а од Светска банка направиле одредени корекции на таа техничка документација, така да тоа им испративме на колегите, кои што кажав, за да експертите можат да проверат дали модуларните болници се набавени и направени во согласност со таа техничка документација која е одобрена од страна на Светската банка. По речиси 3 недели онлайн настава, средношколците од Тетово и од Гостивар во понеделник се враќаат во училиштата. Летниот период бил искористен за подобрување на условите за учење. Средношколците од Тетово по речиси 3 недели онлайн настава. Од понеделник се враќаат во училиштата. Во тетовските средни училишта пак се завршени сите подготовки за успешен почеток на наставата со физичко присуство. Наставата на средношколците ќе се одвива согласно сите протоколи за заштита од ширењето на заразата со COVID-19. Значи се направени сите подготовки за успешен почеток на учебната година и во средно образование во сите средни општински училишта за време на летниот период, па и за време на периодот на пандемија интензивно се работеше во сите средни училишта за подобрување на квалитетот на образовните услови, така да училиштава се сите обновени со знатно подобрени услови за следење на наставата. Во меѓувреме заврши поставката за јавна набавка и за транспорт на ученици, така да од сите села и оние деца кои што се оддалечени 2 километри од училишните објекти ќе имаат обезбеден транспорт до училиштава. Се применуваат сите правила на протоколите кои што се предвидени за менаџирање на образовниот процес за време на пандемија. Така да во сите училишта се направени подготовките и подготвени ги чекаат учениците за успешен почеток на учебната година. Состојбата во поглед на заразени наставници и ученици во рамки на основните училишта во Тетово е стабилна, информира раководителот на секторот за јавни дејности при општина Тетово Ахмет Ќазими. Значи, имавме 4 наставници кои што беа заразени со COVID, но тие беа заразени пред почетокот на учебната година и воопшто не беа во контакт со учениците. И периодот на нивната изолација веќе завршува со ова недела, што се однесува за наставниците. Немавме случаи на заразени ученици. Сите ученици кои што излегуваат со некои симптоми, веќе за основните училишта од влезот во училишта во им се мери температурата и на тој начин за сите сомнителни ситуации се постапува во согласност со протоколите. Средношколците од Тетово и Гостивар првите недели од учебната година наставата ја следеа онлайн, токму поради влошената епидемиолошка состојба во Полошкиот регион. Бојкот на наставата во паралелките на турски јазик во гимназијата во Гостивар, како што појасни наставниот кадар. Причината е затворањето на една паралелка на турски јазик во прва година. Директорот на гимназијата вели дека училиштето не одлучува за бројот на паралелки, туку Министерството за образование. Во Гостиварската гимназија денес започна бојкот на наставата во паралелките на турски јазик. Професорите кои предаваат на турски се собраа во училишниот двор и заеднички искажаа незадоволство поради затворањето на една паралелка во прва година, што е и причина за бојкотот. Наместо 3, како што било пракса досега, годинава формирани се 2 паралелки. Почитувана јавност, во училиштето каде наставата се изведува на 3 наставни јазика, во учебната 2021-2022 година, при упис на ученици на албански наставен јазик, од 102 запишани се сите примени во 7 паралелки. На македонски наставен јазик од пријавени 19 се примени од 16 во 2 паралелки, додека на турски наставен јазик од 62 пријавени ученика примени се 54 ученици во 2 паралелки, што представува за нас грубо кршење во областа на етничките права, што досега имавме
уназад 20 години по 3 паралелки непрекинато. Директорот на гимназијата Мирсат Исеини вели дека училиштето не одлучува за бројот на паралелки, туку само доставува барање до Министерството за образование, кое го има последниот збор. Гимназијата барала 3 паралелки на турски јазик, а МОН во конкурсот за упис предвидел 2. Кратење има и во албанските, вели директорот. Има законска основа и постапка и секоја година ние претходно треба да им пратиме број колку паралелки. Барањето наше од страна на училиште е како што било и порано, 9 паралелки по наставен албански јазик, 3 по турски и 2 по македонски наставен јазик. Одговорот беше со скратени паралелки, 7 на албански, 2 на турски и пак 2 на македонски, бидејќи според нив бројот е толку. Барањето се испраќа преку општина до МАШ, до МОН и тие значи одлучуваат. Професорите кои бойкотираат велат дека ќе одат до крај, односно настава нема да има, се додека не се отвори трета паралелка во прва година. Така да од надлежните институции бараме безусловно враќање на третата паралелка. Почитувани, неправдата која ни е направена е класичен пример на етничка дискриминација. Поради овие причини, се додека паралелката не ни се враќа и неправдата не ни се исправи, ве известуваме дека ќе бойкотираме наставата се до исполнување на нашите желби, односно барања. Во паралелките на турски наставен јазик во гимназијата во Гостивар има вкупно 28 професори. Форумот на жени на ДУИ од огранокот во Гостивар организираше панел дискусија на тема "Не молчи, стоп на насилството врз жените". Говорничките на настанот подвлекоа дека податоците за состојбата со семејното насилство на гостиварското подрачје се поразителни. Повисока свест за проблемот со насилството врз жените, гласно говорење за последиците, како и превенцијата на оваа појава. Ова беа дел од заклучоците од панел дискусијата која вчера вечер се одржа во Гостивар на тема "Не молчи, стоп на насилството врз жените". Настанот го организираше Форумот на жени на ДУИ од Гостиварскиот огранок. Целта на ова панел дискусија е да се сензибилизира, значи на некој начин да придонесеме за да се намалат насилството врз жените и внатре во семејството, но и надвор од неа, и во целосно во општеството. Социологот Тренделина Деари, една од говорничките на панел дискусијата, оцени дека податоците за состојбата со семејното насилство на гостиварското подрачје се поразителни. Таа сподели статистики што ги добиле од Министерството за внатрешни работи, кои покажуваат дека последната година пријавени се 120 случаи на семејно насилство. Превенира како прво е семејството, како вид едукација на примарно воспитување на децата и на социализацијата. Второ е предрасудите во општеството. Овие жени уште се гледаат како криви пред општеството, уште се гледаат како да тоа е семејна работа, не е работа на институциите и на општеството. Тие се дел од тие што се. Другите како фактори, како индикатори, се економската криза. Овие жени не се заштитени, немаме засолништа за овие жени кај да ги местиме. И другата економската криза. Пред присутните на панел дискусијата во Гостивар зборуваше и Себаете Зенко, граѓански активист за женски права. Пронајден хероин, агресивно однесување кон полициски службеници и кражба. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетова. Вчера околу 11 часот на улица Љуботенска во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 41-годишникот Тетово затоа што кај него бил пронајден хероин. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 15 часот и 10 минути на улица 120 во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 29-годишникот Тетово, кој претходно агресивно се однесувал кон нив и одбивал да постапи
постапи по наредба. При лишувањето му бил пронајден и нож, се расчистува и документира случајот и против него ќе следуваат поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 21 часот и 20 минути во Тетовско Теново лишиле од слобода 42 годишник од Гостиварско Врапчиште, поради сомнение дека половина час пред тоа насилно влегол во црквата Света Недела во ова село. Кај него бил пронајден и одземен нож. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 45 минути пак едно лице со закана кон вработена во аптека на улица Благоја Тоска во Тетово одзело пари од касата. Увид извршила екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска пак 15 на минути по полноќ 38 годишникот Тетовски Порој во СВР Тетово пријавил дека околу 23 часот и 30 минути на кружниот тек на улиците Иво Лола Рибар и Страшо Пинџур во Тетово физички го нападнал 40 годишникот Тетово. Се расчистува случајот. На подрачјето на СВР Тетово вчера од 8 до 20 часот спроведена била и акцијска контрола за брзина, во која вкупно откриени и санкционирани се 29 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 19 во Тетово и 10 во Гостивар, од кои едно од Тетово било за повеќе од 70 км на час. Покрај ова санкционирани се и 8 пречекорувања во населено место од Тетово, а половина од нив биле за 30 до 50 км на час. При контролата санкционирани се и 14 други видови сообраќајни прекршоци, 8 во Тетово и 6 во Гостивар. Ноќеска во 1 часот и 30 минути пријавено е дека настанал пожар во помошен објект од куќа, сопственост на 37 годишник во Гостиварската населба Дутлок. Нема повредени лица и со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, огнот за кусо време целосно е локализиран. Екипата на Тетекс утре ќе го одигра надпреварот од четвртото првенствено коло на втората македонска фудбалска лига Запад против екипата на Охрид Лихнидос на гостински терен. Следува еден многу тежок надпревар со минатогодишниот вице шампион на втора лига Запад. Добра екипа, добар тренер, организирана екипа и мислам дека ни предстои едно тежок дерби надпревар, каде што ќе мора да покажеме едно вистинско ниво ако сакаме да дојдеме до вистинската цел и освојување на 3 бода. На минатиот надпревар против Кадино имавме можност да ги освоиме 3 бода, но има и такви моменти во фудбалот. Еден гол кој што навистина не поремети затоа што бевме близко до остварување на тие наши цели и пласман меѓу првите 3 екипи во овој дел од табелата. Но, како што кажав, се подготвуваме добро за овој надпревар, тежок надпревар, дерби надпревар, сигурно одиме да се надигруваме и, нели рековме, да освоиме 3 бода на многу тешко гостување кај вице шампионот. Во моментов има некои играчи кои што се жалат на некои мали повреди, меѓутоа докторскиот штаб се надевам дека ќе ги оспособи, дека комплетни ќе бидеме на наредниот надпревар, каде што и Мики Митров ќе добие шанса. Мислам дека ќе бидеме комплетни и дека ќе го дајме максимумот и со полни резултат ќе се вратиме од Охрид.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!